Добар ден. 31-во издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво кои се дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво кофинансиран од Европската Унија. И во денешното издание имаме гостинка, млада и успешна жена. Архитект по професија, но незината љубов кон уметноста, односно филигранството, ја натера тоа да биде незина професија. Со нас е Марта Пејовска. Марта, колку време си дел од филигранскиот занает и како започна оваа љубов за овој вид уметност? Филигранскиот занает го работам од 2005-та, значи веќе над 15 години. Да, го научи. Да се научи и да се усоврши. Па, бога ми да, и сите оние фази на едукација и да се процесираат, и знаењето да легне и понатака нели да следи тоа усовршување кој што би требало и денеска да дојдеме до таму кај што сме. Што беше друго да прашање? Последното беше од каде љубовта кон овој вид уметност? Како започнавте и кога? Порасната сум во уметничка фамилија на архитекти. Да речем, моите родители двајцата архитекти, така што татко ми беше уствари и слободен уметник, односно сликар, така што моето рано детство се формуваше во тој некој уметнички контекст. Живеам во Стариот дел, таму ни е фамилиарната куќа, така што секој ден буквално јас бев изложена на традиционалната архитектура, на нашето богато културно наследство, на сите цркви што се наоѓаат во Стариот дел и така натака. Така што некако спонтано стигнав, се разбира, и до филигранските дуќани, односно најпознатиот филигрански дуќан во нашата Стара чаршија, тоа е на покојниот мајстор Дереван. За почетокот гледав и тоа беше премногу возбудливо и мојата љубопитност и повеќе се зголемуваше во однос на она што го гледам, иако не го разбирав што е, знаев дека е накид, дека изработен од сребро, така што како повеќе растев и осознавав и разбирав, сваќав каков е накитот, што е филигран, дека постои филигранска техника, дека е стар занает, така што помина години од гледање и од таа некоја улична едукација, да речам, се запишав на факултетот за архитектура во Скопје. Архитектонските студии, знаете како јас знаев дека сакам да работам нешто во врска со дизајн. Не сакав да бидам сликар, не сакав точно да одам на ликовна академија, сакав нешто во врска со дизајн, нешто помеѓу и со оглед на тоа дека моите родители со оглед на тоа дека веќе архитектурата ја имав дома како пример, некако сосема спонтано решив дека јас ќе студирам архитектура и дека тоа ќе е доволна основа за нешто што понатака јас ќе го работам и ќе има врска со дизајн. Така што ги почнав моите студии и веќе во втората година чинам се случи еден проект кој што беше во Скопје, ревитализација на стари занаети. Плакатот ден се сеќавам дека го видов на зидот на скалите на факултет, така што веднаш се распрашав што е, како е, се аплицираше со пријава и така натака, беше подолг процес на аплицирање и на примање, ги поминав првото, второто интервју и на крај ме примија на обуката. Тоа беше обука за основи на филигранската техника. И 6 месеци подоцна или 8, ако не се лажам, заврши таа обука и јас ги имав основите на занаетот во рака. После тоа се вратив на моите студии, една година правев пауза за да го научам занаетот, потоа се вратив на моите студии, го завршив факултетот, меѓутоа сватив дека цело време додека јас студирав и проектирав разни простори и сето тоа што е на факултетската програма. Си направите еден простор каде што ќе применувате овој вид уметност. Така, да, јас сватив дека мене тоа што го научив не ми остава мир и дека сепак е присутни во моите раце и нели во мојот ум, така што секогаш дури проектирав, јас негде на страна скицирав и цртав и накит или некакви поинакви форми кои што си ги материализирав преку среброто и сребрените жици, така што
За кратко време од неколку години веќе го имав и набавено основниот алат и првиот килограм сребро и почна работата, се импровизирав некоја мала работна маса во станот каде што живеев, помеѓу сите тие хамери и телењири и компјутери и сето тоа и едноставно приказната тргна. И сега веќе имате искуство, имате свој дуќан, имате својот ателје каде што ги изработувате тие уметнички предмети. Но концептот на вашето ателје е различен од она што се нуди еве во Охридската чаршија. Што им нудите вие на потрошувачите кога сакаат да дојдат, не само да купат накид, туку и да го видат процесот на нивна изработка? Да, како прво неколку години јас веќе си го работав занаетот под моето име и презиме, така што основав компанија, односно бренд Марта Пеевска и така е до ден денес, ателје Марта Пеевска подлично регистрирана. Меѓутоа после некој време сватив дека стигна моментот кога јас треба да излезам од сопствената сенка и некако ми недостигаше некој опросторување на она што го работам и на името и презимето. Јас работев од дома, накитот беше присутен онлайн, затоа што благодарение нели на веќе на технологијата да се е толку многу полесно и е онлайн присутно и може да работите вие од каде сакате. Така што седнав и размислив и едноставно реално во еден момент ја добив визијата дека треба да отворам мој простор кој што нема да е само работилница, нема да е само ателје, туку ќе го има и тој галериски, односно изложбен простор, затоа што сватив дека во нашата држава се уште не постои таква форма, односно галерија за филигран или галерија за современ накид. Јас сум филигранист, односно матичната техника ми е филигранската, го работам филигранскиот накид и традиционалниот и современиот. Меѓутоа сепак на крајот од денот сум архитект, односно сум дизајнер на накид во случајов, така што си согласно времето и работата си ја најдов и својата развојна линија и препознатлива линија. Така што од тука сватив дека веќе имаме ние современа македонска сцена на современ накид, меѓутоа немаме простор, така што 2014 во јули, на 19 јули ја отворив вратата на првата галерија за современ накид и филигран во Охрид. Тоа имаше ли каков одек имаше кај потрошувачите, кај туристите во Охрид? На просторот му треба се уште му требаше некој време за да заживее, се разбира, затоа што нашата публика се уште го перципира или како дуќан, или како ателје, а на многу луѓе на почетокот им беше незгодно да влезат, затоа што не знаат точно што е. Добро, вие сте веројатно пионер во овој дел и сигурно дека ќе биде успешно за наредниот период. Сте учествувале многу изложби во нашата држава, но и во странство. Можете ли да ни кажете како е нивото на изработка на уметнички предмети во случајот накити кај нас и во странство? Како ние, каде може да се пласираме? Каде е нашето место? Нашето место е се уште на овие простори, затоа што филигранската техника, односно изанет, се традиционални за Македонија и за Балканот. Дури изненадувачки е фактот дека филигранот се среќава и во голем број на европски држави, како нивни национален накид, односно традиционална техника на изработка на накид, така што филигранот не дека не е познат во Европа, дури и пошироко. Кај нас, со оглед на тоа дека има една експанзија на луѓе кои што го изучуваат филигранскиот занает и го работат. Филигранот, ако до пред 15 години беше на рап на изумирање, сега има неверојатна експанзија и сега можам да кажам дека е мощно популарен. Дали се враќаме на корените на традицијата или со вметнување на современи елементи во овој вид на уметност или во случајот накид, па му даваме нов живот? Враќањето на корените на традицијата со тоа што ние ја работиме традиционалната техника, конкретно јас и не отстапувам од рамките на како изгледал и како се работел занаетот и што значат македонските препознатливи елементи во филигранот, тоа е веќе еден контакт со традицијата и одржување на традицијата. Меѓутоа, денеска се разбира дека живееме во ова време, денеска во современо време, така што она што било традиција мора да се најде начин како да живее денеска, а тоа е преку давање на тој современ израз, односно форма. Техниката е таа, меѓутоа формите се малку по
различни. Јас го работам и традиционалниот филигран, односно традиционалните препознатливи форми. Чисто како пример, ќе ја спомнам традиционалната пеперутка, таа со сините крила, нели, што е во музеј најпознатиот символ на филигранот како културно наследство. Јас ја работам и таа по нарачка и по желба на клиентите. Меѓутоа во мојата работа во моментов доминираат сепак по современите форми, современиот начин. Во што наоѓате најмногу инспирација? Инспирацијата се наоѓа секојдневно, значи секаде околу нас е. Живеам во Охрид, живеам покрај езеро, 2 планини има околу, дел од културното наследство е во стариот дел, од Света Софија до Перивлепта, до Свети Јован Канео, така што културното наследство, природното наследство, езерото, конкретно водата, брановите, тоа во последните 10 години и како мене ме преокупира, така што инспирацијата ја има на секаде, во сите книги по историја на уметност, секаде има, само треба да си ја препознаете и да тргнете. Многу љубопитни од тајната на успехот и ние сакаме да дознаеме има ли некоја нова колекција, нешто што подготвувате ево во овој период? Нова колекција имат секогаш за подготвување, новите идеи секогаш постојат, буквално дури се појавуваат кога најмалку ги очекувате. Никогаш јас никаде не одам без мал дефтер и молив или барем некакво фломастерче или пенкало, така што дури во мојот планинарски ранец се наоѓа дефтерчето горе во капата за секој случај, затоа што буквално кога одите нагоре на кај врв, едноставно мозокот се опушта и сето она што претходно сте го процесирале во некој друг контекст таму излегува и буквално знам да стигнам до точка да застанам, да извадам и да нацртам, така што во моментов да се спрема нова колекција, веќе почнува да излегува на хартија. Односно да се нели преку моите раце. Реализацијата е полесниот дел, затоа сте апсолутно во право, затоа што и да има некои предизвици технички, тоа е решливо на маса, тоа е забавниот дел. Меѓутоа, дури да ја извадите, значи идејата од тоа што вие го замислувате, па да го извадите како скица и како технички цртеж, тука мислам дека е најголемата борба кај секој еден уметник. Техничкиот дел е поинтересниот предизвик, да речам, полесниот, условно кажано. Се занимавате со една, да речеме, традиционална вештина, со традиционална уметност. Колку другите, младите воопшто се заинтересирани да го прифатат овој занет? Многу интересно што не можеме да речеме дека само младите, односно интересот за филигранот го има кај секоја возрастна група. Тоа е премногу за почит, искрено да ви кажам, и за поздрав, затоа што луѓето гледаат дека не е битна возраста, не мора да сте млад за вие нешто ново да научите, односно има интереси кај повозрастни луѓе, независно мажи и жени, што е уште поинтересно, да и воодушевувачки во секој случај доставно за почит. Многу е, најверојатно сите веќе имаат сватено дека нели порано велеле ако имаш занает не можеш да останеш без леп, така што занаетите порано пред 100 години биле многу поинаку вреднувани и поинаку се гледало на нив. Денеска апсолутно не е така. Можам да кажам дека ние со тоа што го работаме и сме за нечи, регистрирани како за нечи, можеби се трудиме да вратиме нешто. Од тоа меѓутоа за тоа ни треба многу поголема помош од системот и така натака. Да, пандемијата остави последици веројатно кај многу професии. Вие сте дел од менторската програма на Центарот за управување со промени за јакнување на женските бизниси по COVID-19. Кои се придобивките од таквата подршка или кои придобивки ќе ги имате во иднина? Така, како прво многу сум среќна што постои Центарот за управување со промени, со идеите што ги имат и со проектите што ги работат, затоа што само на тој начин, знаете, се појавува светло на крајот на тунелот и само така може да се стигне до некоја промена. Во едно општество промената никогаш не доаѓа преку ноќ, нити па за 10 години, сите знаеме временски колку треба да помине за една промена да се случи и да почне нели да функционира. Центарот за управување со промени конкретно овој проект во кој што сум јас вклучена и уште неколку бизниси, мали бизниси, она што проектот го прави нас, веќе неколку години сме веќе нели при крај, се низа на работилници, некои од нив се во однос на напредни техники, напредни сребрени техники за обработка на сребро и неколку работилници имаме за дигитален маркетинг, дигиталните алатки и така натака, како ние да го
развиеме нашиот бренд, нели како да постигнеме одредена цел, како да се најдеме во тој онлайн свет, да се маркетираме и така натака. Така што проектот опфаќа различни обуки и работилници, така што придобивките од проектот би требало по негово завршување допрва ние да ги добиеме. Сега се уште сме во процес на реализација, во процес на обука, така што генерално се зависи од она што ние ќе го научиме, колку ние понатака ќе го имплементираме. Така што тоа е сепак. Другите женски организации, односно оние женски организации што се занимаваат со женското предприемништво, се помош за млади женски предприемачки како вас. Например, Националната платформа за женско предприемништво, колку е поддршка за вас и останатите жени предприемачи? Денеска, таму каде што се наоѓаме и живееме и работиме, секоја поддршка е добре дојдена поддршка и е добра поддршка. Така што сите тие што ги споменавте и ред други платформи и луѓе сите се трудат да направат нешто за нас и она што е многу добро и многу позитивно, јас го поздравувам, е што сите од нив на почеток на проектите седнали и разговарале со нас, значи ни направиле една опстежна анкета за да сватат и за да видат кои сме ние, што работаме, како работаме и што е навистина нашата потреба за ние понатака да бидеме уште поуспешни во нашиот бизнис, затоа што сепак се е тимска работа, така што во моментов ние сме сепак еден тим и со ЦУП, и со тој проект, и со другите платформи, така што сите работаме за одење напред и за поголем успех и за развивање на предприемништвото, на женското предприемништво и така натака. Вашето ателие е во фаза на реновирање, очекувате со почетокот на летото да биде реотворањето на вашиот објект. Кои се и другите планови за војдни? Да, најбитно од се тие моментално градежни работи да завршат. Сепак на неколку години мора да се направи едно освежување на просторот. Галеријата постои веќе 8 година. Ова се наоѓа во стариот дел на градот, така што со првото доаѓање на туристите таа веќе почнува да заживува. Оваа година можеби еден месец ќе почекаме за тоа, малку подоцна. Планови има секогаш разноразни, меѓутоа времето за реализација понекогаш знае да не избега. Тоа е така заради тоа што мене сепак приоритет ми е накитот и дизајнот на накит и изработката на накит, така што јас најмногу време давам на тоа, така што се друго е колку ќе се стигне долго. Што се опуштате време за опуштањето е планирањето и волонтирањето во спасителната служба. Да, јас сум еден од волонтерите во планинската спасителна служба која што делува во нашиот крај, имаме ние регионален центар. И сме под Црвен крст. Се разбира, така што слободното време, колку што го има, е секогаш поминато на планина или на некој тренинг на планина или евентуално во вода на Едрилица. Сепак живееме во Охрид, сепак ги имаме ресурсите. И можеме да им порачаме туристите дека можат да уживаат во накито што вие го изработувате, а доколку се љубители на планинската авантура, може дека да се чувствуваат и безбедни во тоа. Да, во секој случај. Марта, ти благодарам за разговор. Ви благодарам и вас.